припреми за првиот разговор во денешното издание на Македонија наутро. Во време кога насекаде се зборува за економски, енергетски и воени кризи, добро е што се уште има млади луѓе чиј фокус е заштита на животната средина. Прекрасните улици и паркови кои што ги имаме околу нас имаат една заедничка работа – ѓубре и отпадоци на секој чекор. Следниве 6 недели еко-тимови, волонтери од еко-движењето за почиста Македонија и волонтерски центар Скопје во секоја општина организираат еко-акција. Деталите за ова ги дознаваме од нашите соговорници. Велам добро утро за Давид Стоилковски од волонтерскиот центар Скопје и Марко Гапо, да не погрешаме, од еко-движењето за почиста Македонија. Добре ни дојдовте. Добро утро. Добро ве најдовме. Ајде за почеток да им откриеме на нашите гледачи како впрочем дојдовте до идеја да реализирате екоакција од поширок обем како овие, конкретно во сите општини на територијата на град Скопје. Така. Значи, нажалост, како што можеме и да видиме во нашиот град, се среќаваме со проблеми од типот на прекумерно фрлање на ѓубрето на места каде што не треба да биде фрлено, односно надвор од кантите за отпадоци. И поради таа идеја дојдовме до тоа да превземеме се што е во наши раци и да организираме нешто за нашето општество да биде подобро. Поради тоа што, како што знаете, ние сме организација која што се залага за подобро општество и за подобра иднина. И по таа идеја дојдовме до тоа да организираме еден проект кој што го нарековме средношколците за чисто Скопје, што заедно во координација со град Скопје и за почиста Македонија организиравме проект кој што ни се состои од 3 фази. Во првата фаза ги таргетиравме сите 23 државни средни училишта на територија на град Скопје. Државните средни училишта како место каде што се наоѓаат младите, кои што се всушност иднината, на кои што и всушност треба да им го дадеме тоа знаење за како да рециклираат и како во иднина да знаат да се справат со отпадот кој што го создаваме. Во сите средни училишта организиравме работилници од едукативен карактер, каде што на младите им дадовме до знаење како може да го рециклираат ѓубрето и колку всушност на секој вид на ѓубре е потребно да се декомпостира во природата, односно всушност кој ќе биде фрлен или надвор од кантите за отпадоци. Следствено на тоа, во втората фаза организиравме, моментално сме во тек, еко-акции во сите 10 општини на територија на град Скопје, каде што заедно во соработка со општините и со средношколците кои што се наоѓаат во таа општина, таргетираме едно место кое што идеме на местото и всушност го чистиме, за да придонесеме за подоброто на општеството. Зошто фокусот е ставен на Скопје? Затоа што е најголем главен град или заради тоа што екосликата е најлоша во Скопје? Акциите ги организираме најчесто во Скопје, проста причина за тоа што сме стационирани во Скопје, тука живееме. И најчесто кога организираме нешто, правиме тоа во нашиот град, нашиот дом, иако претходно ние како за почиста Македонија имаме организирано и тура низ цела Македонија со екоакција од град во град. И имаме снимено филмо, за тоа се вика Треш тур, документарен филм, каде што движењето се побидовме да го прошириме и пошироко во Македонија. Да, на територијата на целата држава. Она што верувам ќе ги интересира и нашите гледачи, на кој начин, на кој принцип всушност ги утврдувате оние локации на кои што ги реализирате вашите екоакции и на кој начин впрочем граѓаните може да пријават локација на која што сметаат дека треба да се интервенира еколошки? Нажалост, би рекол дека не е тешко да ги лоцираме местата во секоја општина каде што е потребно да се организира екоакција, но од местата каде што ги организираме истите ги утврдуваме во координација со општините и заедно со онлайн анкетите кои што ги спроведуваме на нашите социјални медиуми, каде што буквално само прашуваме кое е местото во вашата општина кој сметате дека може да биде исчистено или од наша страна. Така да заедно сме во координација со општината и со младите кои што се наоѓаат во истата. Една од локациите кои што младите сметаат дека треба задолжително да се исчисти е паркот 11 октомври во Киса Лабода. И сега што ме интересира каква слика начекавте таму и од друга страна дали одите во контрола на локациите кои што веќе се одржала екоакција? Во паркот на прв поглед изгледаше чисто. Обично секогаш прво изгледа како да е релативно чисто, но секогаш малку кога ќе разгледаш, ќе прошеташ, ќе најдеш ѓубре во грмушките, поред патеката, таму некои скриени пикавци секогаш има. И така да имаше што да се собере. На крај од ништо испадна, собравме едно 60 големи вреки црни 100 литарски ѓубре.
А за дали одиме на проверка, некогаш, да, идеме некое место што сме очистиле, да дзиринеме некогаш случајно, некогаш намерно. Вака... Да разочарува сликата, или? Често викам дека колку повеќе ѓубре има на некое место, толку повеќе привлекува ѓубре. Кога некое место е почисто, кога нема ништо да видиш, ни трошка вака, понепријатно има на луѓето да фрлат, затоа што ќе видат чисто тука и ако е секогаш прљаво, некој ќе си рече сите фрлаат, па и јас ќе фрлам што види какво е. Така да некои места остануваат чисти, некои пак се прљаат, ама ние не се откажуваме бидејќи ова не е проблем што може преку ноќ да се реши, така да долга е борбата. Да, за резултатите од вашата екоакција која што ја реализиравте овие денови, говорат и фотографиите кои што ги следат нашите гледачи во текот на разговорот. Колку волонтери конкретно беа дел од оваа екоакција, каков беше интересот за истата и да се надоврзаме на агендата која што е планирана за денеска. Каде точно денеска ќе се одржи екоакција? На екоакцијата во вторникот во Кисела вода имаше доста волонтери, посебно во најголем број беа средношколците од Васил Антевски Дрен, да, имаше околу 30 средношколци плюс околу 15 волонтери, така да бевме негде околу 45-50 души. Баш бевме пријатно изненадени од ентузијазмот на средношколците, буквално се пикаа во најдлабоките, најзаѓубрените места, собираа, носеа цели троседи, големи кабаст, парчиња кабаст отпад, така да интересно им беше, се забавува и на нас секогаш ни е интересно на акциите, затоа што не работиме, буквално се дружиме, се интересно ни е. Агендата за денеска? Агендата за денеска, значи денеска се преместуваме во општина Аеродром, која што ние всушност втората општина каде што продолжуваме со екоакциите. Денеска ќе бидеме ситуирани во паркот Нирнберг, кој што всушност се наоѓа на булеварот Видос Милевски Бато, каде што го лоциравме како едно место, повторно ќе кажам, во координација со општината, кој што мислиме дека треба и така да го исчистиме и да помогнеме. Тоа е агендата за денес. Каков е планот за наредниве денови? Како што можете и гледачите да видат на самиот телевизор, ја имаат агендата за во наредните 6 недели, каде што секоја недела ќе организираме претежно по 2 екоакции во сите 10 општини на територија на град Скопје. Значи ќе ги офатиме сите 10 општини и следствено на тоа на 5 декември, кога е всушност и интернационалниот ден на волонтерите, заедно во координација со град Скопје, ќе организираме најголемата екоакција, која што ќе биде ситуирана на место во Скопје каде што е најпотребно да се интервенира. А за денеска, како што кажав, сме во Аеродром и за следната недела можат гледачите да погледнат на Се ли им обезбедено на младите кои доаѓаат на екоакција од типот на опрема или да си понесат нешто со себе како информација? Да, обично ние обезбедуваме себе, ќе си имаме, уште долго го правиме овој, веќе си имаме се што ни треба за акции, како ракавици, алатки за чистење, како метли, гребла, обезбедуваме некогаш и нешто ако имаме финанси и за јадење, за пиење, кеси за ѓубре, така да се што треба тие што доаѓаат на нашите акции да донесате желба за промена и ентузијазам. Ги подзаборавивме ли оние еколошки навики некако последниве години? Каков е вашиот впечаток и како да ги мотивираме граѓаните токму на екоактивизам? Можам да кажам дека навистина претходниот период беше навистина тежок ради самата ковид пандемија, која што не засегна и која што сите не затвори по нашите домови. Но можам да кажам дека тоа како една природна непогода исто така не натера да размислуваме и за другите природни непогоди, како ние всушност влијаеме лошо над природата и како истата ја загадуваме и слично. Навистина не можеме да кажеме дека сите работиме на тоа за да ја заштитуваме цело време природата и слично, но во неколку наврати навистина сме зачудени од тоа колку младите всушност сакаат да интервенираат со самото тоа што доаѓаат на нашите екоакции, со самото тоа што се вклучуваат во работилниците кои што ги организираме и слично.
Јас ке ви честитам прво за иницијативноста, за желбата да правите промени, доколку со овој разговор доправме до барем еден, па и не мора да е млад човек. Добре дојдени се добре дојдени се сите. Апсолутно. Тогаш сме направиле навистина чекор повеќе и да следиме во работата и со сето оно што ќе биде ново, апсолутно поддршката медиумска ја имате од нас. Благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Благодарам.